Христос се роди. Навистина се роди, да. Да не забораваме, драго ми е што ве гледам сите, што ве гледам почесто, што ве гледам поредко. Драго ми е што сме тука сите заедно. И денеска сакам да зборуваме малку, накратко, за светлината на светот. Затоа што делот од оно што го прави Божик е светлината. Ајде зборуваме за неја малку. Ама Христос. Божик е единствениот празник кој го слават и верни и неверни. Божик е единствениот празник кој двете групи на луѓе ги прави да се чувствуваат немирно малку. Ево ќе ви објаснам зошто. На луѓе кои веруваат, не им е се едно дали во продавница слушаат Тиха ног или слушаат Мараја Кери или All I Want for Christmas is You. И тоа е Божикна песна. Денеска слушав една песна, наваму која доаѓа в хит, на радио Бувамара, сега нешто Божикна тема, има Божикна песна, ама за целата песна, 3-4 минути колку трае таму, Божик, како празник на кој Христос се отелотворил, на кој Бог дошол на земјата, нема ништо такво. Стварно нема. Од друга страна, ако сте тотален неверник, ако сте тотален безбожник, да кажеме, кој не верува во Божик, не го интересира Божик, го слави Божик како најобичен празник, ќе дојде еден момент во вашиот живот кога имате дете и кога ќе ве праша што е финтата со оваа колевката на Божик што се врти цело време, што се гледа наваму. На тој мора да каже дете се родило, па добро да не е едно дете што се раѓа. И сакале некеле, пак ќе видите ќе се чувствувате неудобни, мора да објасните зошто па некој би славил роден ден на некој што се родил пред не знам колку илјади години таму. Божик и двете страни ги прави да се чувствуваат малку неудобно. И тоа е всушност, мислам, и идејата на Божик. Да не остави рамнодушни. Да не остави, супер, беше си помина, се најадовме, се напивме, се отидовме дома и се ние сега веќе супер и одлично. Како верник, мене ми е драго за многу аспекти на Божик што се случуваат во целото наше општество тука. Идејата на заедништвото. Идејата на тоа дека светлини на сите страни, нели светла колку сакаш, кога ќе почне хитењето, некако тоа очекување на нешто што ќе се случи е убаво. Идејата на тоа што се зборува, тоа е семеен празник кога сите се собираат, ќе споделат дарови, ќе си дадат едни на други и така натаму. Тоа е убаво. Идејата да се дојде во црква, да се направи посвечена богослужба, понакитена да биде салата и така натаму. И тоа е исто така нешто убаво и фино. И има еден факт, ова не го кажувам јас, ова го дебатирале доста теолози попаметни од мене, ама викаат дека Божик, како што е сега Божик, ќе си остане и понатаму. Ќе си има секуларен и религиозен дел, заради тоа што Божик стана толку комерцијализиран, што на секуларното општество не му се исплати да го укине, а па христијаните се плашат дека кажат, па сега ние не го славиме тоа што они го слават, ќе се случи истата работа што се случи со Божилакот. Божилакот беше даден од Бог како завет, дека Бог никогаш нема да ја уништи земјата со потоп. Денеска Божилакот го презема една група луѓе кои благи везе нема со Бог и со Господ и со верата во Него. Така што празников како таков сигурно ќе остане. Зошто даваме дарови? Ќе речеме затоа што тоа е логичен одговор на она што Христос го направи за нас, кога дојде на земјата, кога Бог го даде својот син како дар за нас да дојде и да се отелотвори тука. Фактот дека сакаме да помогнеме на тој што е можеби е полошо од нас, па дури на тој што е ист како нас, ако сме во иста таква ситуација, ни кажува дека Исус кога дојде не дојде со многу злато, сребро и не знам си какви скапоцени камења, туку дојде како бебе, во сиромашна околина, во штала се роди, не се роди во приватна болница и на крај дојде други луѓе да му донесат нешто од кое практично, ако видите историјата, живеат дека беа во Египет. Тој, мајка му и татко му. Значи, сите тие работи се силни теми кои се преплетуваат и тој проблем од двете страни мора да се реши некако. Знаете, светот нагласува светлина. Кога ќе кажам светот, мислам на луѓе кои не веруваат во оtelotворувањето Христово. Нагласуваат светлината, убавината, затоа што светлината е стварно нешто убаво. Од друга страна пак црквата, под црква подразбирам луѓе кои веруваат, верните ќе ги ставам, ја нагласува светлината во темнината. Затоа ќе зборуваме малку подоцна, ќе дојдеме за оваа работа. Сега, ако треба светлост за да видиш нешто, тоа значи дека остатокот е во темно, во мрак. И тоа е една исто од темите на Божик на која ќе се задржа малку. Знаете, кога сте во светот, вика светот, надежта е во тебе. Потруди се малку, мачи се, направи нешто, собери се, стегни се ве човек, ајде мрдни напред и секи ти тргне на убаво и секи ти оди супер. Цела твоја надеж, се што имаше во тебе.
И тоа е се угодно дека не се соочи со реалноста на својата смртност и дека може да бидеш болен. Или дека може и плановите нема да се остварат на начин на кој си сакал, може би вака или онака во светот. Црквата пак од своја страна зборува за тоа дека надежта е надвор од нас. Надежта што имаме не е дел од нас. Надежта е надвор од нас и доаѓа за да ни биде дадена како дар. Тука. Овде. Тие две страни се многу важни. Светлината ни е битна заради тоа што таа ни укажува дека ни треба нешто да ни осветли патот, да знаеме каде одиме и на каде е правиот пат, ако смеам да кажам. Секоја божикина тема е меч со две оштрици. Било која идеја за Божик да земете, давањето на дарови, примањето на дарови, жртвувањето на себе си, светлината на светот, секој пат има две страни. Ако има светлина, Библијата вика, ние сме духовно слепи. И не треба некој да ни ги отвори очите, да видиме што се случува околу нас. И таа е битна работа, повторно ќе кажам, бидејќи разбирањето на Божик е разбирањето на самото спасение, разбирањето на Евангелието. Евангелие, знаете што значи? Радосна вест. И затоа денеска малку ќе го видиме тој дел на Божикната порака. Ќе почнеме од тука, па ќе видиме до каде ќе отидеме. Исаја, пророкот, во 9 глава, во 2 и 6 стих, не го земам целиот текст заради времето, вика вака, народ кој одеше во темнина, виде голема светлина. Оние што живееја во мрачна земја, ги осветли силна светлина. И потоа продолжува и вели, зашто ни се роди дете, син ни се даде. Власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот или принц на мирот, како сакате. Кој превод го сакате или кој превод ќе го користите. Многу интересен е стихот, веќе зборува за работи кои ни се даваат, а не кои доаѓаат од кај нас. И секој пат и пред да почнеме да славим, барем оние што слават Божик на 25, знаете, пред Нова година, некаде уште на почетокот на декември почнуваат да си јават светките, сијаличките и така натаму. За нас, ние викаме китиме за Нова година, па после Божик ни е како постфестум нешто се случува. Нели, накитивме за Нова година, па ево го дојде Божик. Реално, Божик вчера се слушнав со еден пријател во Грција, почнавме да разговараме и вика, што правите? Викам, се спремаме утре за Божики. Малку кјути, да, вика, го славите на 7. Значи, вика, уште и Нова година не сте имали. Не, викам, Нова година помина, ќе имаме уште еднаш како стара Нова година, малку подоцна ќе дојде. Не му беше баш малку јасно, ама си насмеавме двата, но реалноста е таа, кога ќе почнат да се појавуваат светки и сијалички по продавниците, кога ќе почнеме да китиме на кај дома, знаеме доаѓа Божики. Тоа е идејата, светлината, прва што ќе кажеме што се појавува тука. Зошто ни е ова важно? Важно ни е дека ако нема светлина, не ја гледаме реалноста. Ако влезеш во непозната просторија, во подрум кој ќе отидеш доле во зградата кај што си, додека не запали светло, не знаеш што се случува околу тебе. Ако излезеш ноќе во мрак, возиш кола, ако не запалиш светла, не можеш да видиш што се случува пред тебе. Едноставно, не знаеш, не ја гледаме реалноста. Јас можам да мислам дека нема ништо. Јас можам да сметам дека нема ништо, ама не знаеш дека има некоја цигла или дупка отворена пред тебе на која ќе загасиш. Можда нешто седи на патот додека возиш, ако нема светлина, не можеш да ја видиш. Светот е темно место, вика Библијата. И никогаш нема да си го најдеме патот, ако нешто од страна не осветли. Затоа Исаја тука зборува, вели, народ кој одеше во темнина, виде голема светлина, оние што живееја во мрачна земја, ги осветли силна светлина. Ова всушност го повтара после и Матеј, во 4 глава, кога ќе гледате кога зборува за Христос и тоа како доаѓа. Сега, кога Библијата зборува за темнина, таа ја гледа како две ствари. Ја гледа како зло, се што е зло Библијата го нарекува темнина, и второто нешто што Библијата го нарекува темнина е незнаењето. Знаете, мракот во кој се наоѓа човекот и не знае. И не зборам дека... Ајде размислете вака, ако човек не знае да чита и пише во денешното општество. Што прави? Тоа е во мрак. Не може ништо да направи, не можете апсолутно ништо да направите. Погледнете што се случуваше во времето на Исус. Римјаните владеат, тука растураат. Има насилство, има неправда, има грабање за власт, ако сакате, злоупотреба на сила, имате бездомност, има луѓе кои шетат, така ни вика историјата. Имаше бегалци од тука таму кои бегаа од едно место мислејќи дека тој локален цар
ги малтретира, па ќе одат кај друг локален цар, ќе се појават. Тука семејствата беа растурени, мака тага колку што сакате. Робство. Не е многу поинаку од денешната ситуација. Ќе погледнеме, можда малку сме пофини, поперфидни, ама на крајот на краиштата сосема истата работа е тука. И затоа Исаја кога зборува за темнина, тој всушност сака да каже дека во овој свет нема да најдете лек за тој проблем, тука што се појавува со темнината. А ете, Исаја зборува тука, вика, народ кој одеше во темнина, биде голема светлина. Ако читате, ако имате време, прочитате ја, се извинам, 8 глава од Исаја и поврзете со 9-та. Во 8 глава од Исаја, таму на крајот, вели вака: ако се завртат кон небото, погледнат ли по земјата, ете, насекаде само мрак и стравотија, насекаде мрачна темнина. Но темнината ќе се распрсне, зашто веќе ќе нема мрак, каде што е сега измачување. Исаја зборува насегде е мрак. Ако ја читате, пак ја речам 8 глава на крајот, ќе видите дека народот израелски, на кој му пишува тука самиот Исаја, како пророка и нас денеска, беа свртени кон идолопоклонство, беа свртени кон магии, ги интересира предскажувачи на иднината, ги интересира луѓе чекај да ни кажат што се случува, кај се случува, луѓето барат медиуми и така натаму, и тогаш таа глава завршва точно со овој стих. Ако се завртат кон небото, погледнат ли по земјата, или ако сакате со други зборови, ако се свртиш кон човекот, ако се свртиш кон земното, ако се свртиш строго исклучиво кон материјалното, никој пати нема ти светне светлина. Ќе останеш во мрак. Просто и едноставно, иако не е добро. Ние сите сакаме со човечки ресурси да си ги решиме стварите. Кога имаме некаков проблем, првото што го бараме е повикај пријател. Дај да се јавам на некој да ми каже што да правам, да ми помогне вам или таму. Мислиме дека науката ќе ни помогне, не помогне. Технологијата ќе помогнеше, новите филозофии ќе ни помогне, медицината. IT технологијата денеска, ChatGPT ќе ни помогне. Се е супер, ама не помогне. Тоа што е внатре во човекот, тоа што е проблематично, тоа што е темно, злото и незнаењето, никаква технологија не успеа да го смени, нити пак ќе го смени. И патем, кога зборуваме за технологија, ај малку само нешто тука да нагласам. Читав сега брзо една книга и налетав таму на едно место, вика, луѓето во тој и тој век ја граделе таа и таа зграда на примитивен начин. Не е вистина. Во времето кога живееле, ја граделе на најсовремениот можен начин. Ги користеле најсовремените можни алатки што ги имале. Така да тие за своето време биле напредни, колосеумот него што го изградил, како денеска што се луѓето напредни што изградиле Алијанс Арена или нешто друго. Секој кој ќе искористи технологијата што му е достапна е напреден. Така да тие не биле тогаш глупи, ние сме денеска паметни. Туку тие знаеле колку што знаеле и на тоа граделе што градат. Но Исаја вика и тие и тогаш и сега и во иднина пак ќе биде, ќе се ако се потпираш на човечкото само на знаењето на тоа што го има, ништо не можеш понатаму да одиш. Луѓето денеска викаат, окей, државата ќе ни ги реши проблемите, пазарот ќе ни ги реши работите, пак ќе речем, технологијата ќе направи нешто. Нештата се темни, стварно е мрачно. Ретко кој Божик и Нова година ни биле како оваа со две активни, сериозни војни кои му се закануваат на светот. Но видите, мрак е. Вистина е. Јас еднаш прочитав нешто и си го запишав, вика значењето на Божик е дека љубовта победува и еден ден ќе имаме свет полн со љубов, мир и благосостојба. Кога го прочитав тоа си реков, би сакал да можам да разговарам со авторот и да му кажам, ајде докажи го тоа. Докажи ми кога тоа се случило во човечката историја, дека луѓето биле полни со љубов и целиот свет е полн со љубов, со мир, со благосостојба. Нема да се случи, знаете зашто? Бог беше на земјата, па целиот свет не се наполни со љубов, мир и благосостојба. А не пак кога човекот остане сам на себе. Денес. Ние сакаме, ние се обидуваме, нас ни идејата, ај белки ќе стане така. Јас all you need is love, нели секи биде супер и ќе одиме напред и секи ни биде замерак, ама не оди. Пораката на Божик не е дека вика ќе можеме заедно да се собереме и ќе донесеме мир на оваа земја. Пораката на Божик е далеку пореална. Јас мислам дека Божик во Библијата е најреален поглед на животот и на оно што се случува всушност во него. Барем така мислам. Во Библијата никој пати не читаме, биди слеп за злото.
Не гледај на злото околу тебе, не гледај на лошите работи што се случуваат. Заборави на сите нив, мисли позитивно и секи ти биде супер. Само напред, позитивно размислување, супер, се случува. Има такви мислења во црквата, лажни се да ви кажам, ама ова е во светот, размислувај позитивно, секи ти се случува. Јас познам неколку такви луѓе што така размислуваат и не име се добро, лоши. Не помага. Спуста желба не го прави нешто да стане вистина. Тоа е најреален поглед во животот. Знаете, христијанството не се согласува со онаа изјава, ако се стегнеме, нели, ако тргнеме добро, нештата ќе станат подобро. Ама па христијанството исто така нема спас. Работите ќе само на лошо, само на лошо, само на лошо, нема спас. Имаме и такви луѓе. Песимист, кој значи толку нема да мрдне од оваа работа. Пораката на христијанството е поинаква. Пораката на Божик е поинаква. Нештата се лоши, не можеме да се спасиме себе си, ама има надеж. Ама има како? Зошто е ова битно? Затоа што ова е реализмот. Има проблем. Кога ќе ви каже некој, не се ќе стани верник и секи ти биде супер, лаже. Лаже. Ама има надеж, има некој од надвор што може нешто да направи за нас и да ни помогне тука. Интересно е, ако читате овде текстот, ако го имате пред себе што го читавме, кај што спомнува таму, вика дека се појави светлината. Не вика излезе светлина од луѓето, светлината дојде од надвор. Светлото се појави од надвор. Зазори, од страна дојде. Има светлина надвор од овој свет и Исус дојде да ни ја пренесе. Во Јован 8 глава, ако ве интересира, пишува јас сум светлината на животот. Бог од страна дојде да просветли и да покаже што се случува. Не рече од вас однатре ќе произлезе или ќе се јави нешто за натаму. Тука. Кога Исаја зборува тука дека се појави светлина, тој всушност прави една символика како кога сонцето изгрева, знаете, кога ги се роди. Не знам дали сте имале прилика да разговарате луѓе што живеат на север во Европа. Лапонија, таму горе, негде кај што 6 месеци во годината е мрак. Да сте разговарале со некој, имав прилика со еден во Алјаска, таму што работел, кај што само 3 колку рече таму, 3 или 4 месеци, апсолутен мрак, ама апсолутен мрак, не вика темница, не она мрачкаво, нели како што знае таму нагоре да се случува низ Скандинавија, а мрак. Едвај чекаме, вика, да заврши. Сакаме сонце. Барем ние, барем целиот свет сака нешто сончево, нешто да го развесели, некој зракче да види. Мрак, 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 не сме научени да живееме во таква нешто. Едноставно, Бог не создал да бидеме такви. Сонцето ќе ни даде животот, ни покажува какви се стварите на вистина. Ни покажува да ги видиме во истинска светлина и да уживаме во нив. Да го немаше сонцето, ќе немаше живот. Така барем читаме, така и јас го верувам тука. Се што имаме, доаѓа затоа што Господ ни го дава. Се што имаме, доаѓа само затоа што Господ го дава од надвор на нас, а не произлегува од внатре од нас за понатаму. Сонцето ни ја покажува реалноста, кој ќе светне. Но пак ќе кажам, пуштаме фарови, за да имаме малку помош да ја сватиме реалноста која што е пред нас. Кога свети сонце, џабе ни се фаровите. Не осветлуваат ништо. Сонцето е тоа што ни дава се тука. Библијата ни вели дека Бог е изворот на целата вистина. Сонцето ни дава радост, ни дава сите убави работи. Знаете, Свети Августин на едно место вика, нашите срца немаат мир додека не го најдат мирот во тебе. Во неговите исповеди таму. Нашите срца немаат мир и после зборува за тоа дека просветлувањето, светлината доаѓа во нас преку самиот Бог тука. Августин веруваше дека дури кога уживаш во нешто, кога ќе се одите сега дома и уживате во свечениот ручек или во сладко што сте направили или благо или што и да е, кога ќе уживате, тој вика Бог е тој што ти го дава уживање. Бог е тој што ти го дава тоа од позади да се радуваш да живееш со него. Господ можел да не створи како стока. Да јадеме за да живееме. Има и такви луѓе, ама реалноста е дека ни дал можност да можеме да уживаме во тоа што го јадеме. Да се радуваме на тоа што ни е дадено. На ситно, на мало, на леп и солама, мерак да ти направи. И тоа, вика Августин, доаѓа само и исклучиво од Бог. Тоа е изворот на целата твоја радост. Зошто? Затоа што тој е светлината.
Исаја вели дека детето ја донесе светлината. И многу интересно дека тоа дете е дефинирано како прекрасен советник, силен Бог, вечен татко, кнез или принц на мирот. Атрибути кои се Божи му се дадени на оваа дете. Прекрасен советник, силен Бог е наречено тоа дете. Ке си рече човек како е можно кога се роди Исус никој да не свати што се случува. Кога Исаја години пред тоа имаше многу убаво објаснето. Во ниједна друга религија нема да најдете вакви импликации. Кога дека нивниот Бог, Богот во кој веруваат, е Бог кој е прекрасен советник, силен Бог, вечен татко, принц на мирот. Проверите, ќе видите. Ако не можеме да разговараме за таа ствар. И повторно ќе речам, две импликации има кои произлегуваат од ова. И нешто што ќе го кажем како аксиома на почетокот. Многу е тешко да го славите Божик и да го славите прекрасниот советник, силниот вечен татко, принц на мир. Може да го чествуваме или да го обожуваме. Ама само, ја славам празник, не можеме да го оставиме таму. Стварно не може, затоа што не ни дава самиот текст. Двете импликации се следните. Ако Исус Христос е навистина моќниот Бог, вечниот татко, тогаш не можеш само да кажеш ми се допаѓа. Ова како аргумент го даваат мнозина, и Френсис Шефер го прави, и C.S. Луис го кажува во некои од неговите книги таму, ама поентата е следната. Во Библијата ако читате, сите луѓе што се сретнаа со Исус, ниеден не рече многу ми се допаѓа овој човек. Стварно ми се допаѓа овој човек, сакам да ми стане пријател. Или збеснуваа кога беа покрај него, оти му кажуваше на гревот, на недостатоците, на фалинките што ги имаат, или паѓаа пред него и му се поклонуваа како на Бог. Или едното, или другото. Ама само многу ме бендисува, многу ми се допаѓа, не ни е оставена како опција. Тоа е вистина, ја погледнете ако не ми верувате. Второто, ако Исус Христос е навистина прекрасниот советник и кнез на мирот, односно принц на мирот, фактот стои дека ќе сакаш да му служиш. Тоа е втората импликација. Првата импликација значи не може само да ти се допаѓа, а втората е, бидејќи не може само да ти се допаѓа, тогаш може само од љубов да сакаш и да му служиш. Зошто па го спомнува како советник? Затоа што кога одиш низ некоја мака, низ некој проблем, низ некоја тешкотија, сакаш да најдеш некој што поминал низ тоа. Кога бираш факултет или нешто, сакаш да најдеш некој да го прашаш како е на тој факултет. Кога бираш средна школа, како е во тоа средна школа. Ке бираш со кој ќе стапиш во брак, не си само таа личност и никој друг, прашуваш и наоколу, ја познаваш, го познаваш ли кој е, каков е, што е. Тоа е реалноста. Прашуваш за совет некој што е поискусен од тебе. Тука. И затоа кој вика прекрасен советник, може да веруваме бидејќи Исус може да биде наш советник во животот, бидејќи помина низ се како што ти и јас поминав. Се роди физички, растеше, живееше, немаше пријатели, по сиромашко семејство живееше, патем речено, се мачеше да наплати сигурно работа, столар беше, требаше да заврши сето тоа, пријателите го напуштија на крајот, семејството го напушти, сметаше дека е луд, го распна и губија. Без да има проблем и мака. Мислите дека може да не советува во секоја ситуација во животот? Уште како? Тоа е она за која зборува дека може да биде советник тука. Една англичанка, Дороти Сејерс, има еден есеј напишено и во него вика вака: отелотворувањето значи дека без разлика на причината зошто Бог избира да ни дозволи зошто Бог избира да ни дозволи да паднеме, да страдаме, сепак беше честен и доволно храбар да ја испие истата чаша. Тој не бара од човекот ништо што не го побара од себе си. Самиот тој го помина целото човечко искуство. Од тривијалните иритации на семејниот живот, од задушливите услови за работа, од немањето пари, до неголемите ужаси на болката и понижувањето, поразот, очеот и смртта. Се роди во сиромаштија, страдаше со бесконечна болка, се заради нас и сметаше дека тоа е вредно да се направи, дека вреди да се направи. Ова е советникот за кој зборува Библијата. Ова е прекрасниот советник за кој зборува. Ова не е онаа идеја, знаете што вика, тој што може прави, тој што не може поучува. Ова не е Буда. Чекајте, ќе ви кажам што се случува, јас ќе медитирам цел живот. Јас ќе ви кажам што да правите, а јас ќе дремам цел живот, ќе опоминам седејќи лежејќи. Не е тоа поентата.
Поентата е, јас поминав низ светото, можам да ти дадам на тебе да го видиш истото. Исаја го вика прекрасен советник, што значи дека е прекрасен. И како може да биде нешто друго, кога поминал се што ти и јас сме поминале, освен гревот? Тука. Исус е тоа божествено светло во светот, бидејќи дава начин таа светлина да стане наша. Тука. И тоа е прашањето сега со кое сакам брзо да завршам. Како може да стане таа светлина наша? Интересно е, таа светлина стане вака. Син ни се даде. Добивме подарок. Не добивме прекрасна понуда само денеска, ако ја искористи во следните 2 часа, ќе те кошта толку и толку. Добивме поклон. Ево ти го, земи го или остави го. Така ќе може таа светлина, што ќе ни го осветли животот напред, да биде наша. И 5-тиот стих пишува за таа работа. Тука. Сушност. Исаја малку подоцна зборува повеќе, ама во 5-тиот стих од 9-та глава. Ова што почнавме да читаме, ама не читавме целата. Вели вака, да, сите воени обувки, секоја облека натопена во крв, ќе изгорат и ќе му бидат храна на огнот. И после Исаја кажува, син ни се даде во 6-тиот стих таму. Зошто? Идејата, сликата е следната. Војната ја води Бог. Проблемите кои се случуваат во твојот живот, тешкотиите кои се твои, ако Христос е твојата светлина, ги води Бог со тебе. Заедно со тебе. Во секоја војна. Не си сам, не си оставен сам да мислиш понатаму. Не ти треба чизмите, не ти треба војната облека, не ти треба ништо. Ти треба Господ кој е на твојата страна. Ништо повеќе. И после во 53:5 во Исаја ни кажува за нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Тој што донесе светлина во светот, ја покаже до крај, помина во темнината и повторно се врати одина да ни даде светлост. Многу битна работа. Ама, уште нешто пред крај да кажам. Божик е време кога даваме и примаме подароци, ама подароците имаат проблем. Ќе ви кажам кој е проблемот со подароците. Што мислите? Ајде да не бе ставам вас на тапет, себе ќе се ставам на тапет. Како ќе се чувствувам ако двајца ми донесат поклон, го отварам првиот и книга како да изгубиш 30 кила за 30 дена. Ја отварам втората книга што ми ја дале на поклон и пишува како да се справи со себичноста. Ако не кажам, земете си ги подароците назад, знаете што велам јас? Јас треба да симнам 30 кила, очигледно сум дебел. И второто, што мора да го кажеме, очигледно сум себичен, че ми дадува книга како да се справам со себичноста. Ваков тип на подарок кој ќе добиете, ве прави да бидете понизни. Викаш го примив, ама мора да признаам дека нешто не е како што треба. Тука. Кога Христос дојде на оваа земја и се даде себе си за нас, тој ни дава поклон кој не тера да се понизиме. На кој начин не тера да се понизиме? Затоа што ни покажува колку сме ние грешни, нечисти и недостојни некој да не спаси. И вика, сакаш ли да го примиш оној дар што јас го давам, светлината на светот, вечниот живот? Признај дека ти треба. Признај дека ништо во тебе нема кој е доволно добро да може да ти го даде ова што јас можам да ти го дадам. Ова не е лесен дар да се прими. И затоа, знаете, првиот смртен грев што беше во рајската градина? Гордоста. Кога Христос вика, сакам да ти дадам дар, тој вика, да ти дадам поклон, признај, доста се гордееш со себе си, признај дека ништо не можеш без мене и дека јас сум единствениот што ќе ти даде светлина, што ќе ти го даде патот, што ќе биде со тебе до крајот на живот. Признај го тоа. И тоа е најтешкиот дел. Да кажеш, јас не заслужувам ништо. Јас се што имам, ми е дар од Бога по неговата благодат. Кога тоа ќе го направиме, не огрева светлината на Божик, не ја дава таа светлина, или како што вика 1 Петар 2:9, ќе влеземе во светлината на Божиото спасение. Кога ќе признаеме дека не можеме сами да направиме нешто, тогаш Бог ќе го направи тоа за нас. Тоа е идејата на Божик. Дојде, ми даде дар, ти даде дар, ми даде дар, на кој ти јас мора да одговориме на еден начин.
Ќе го примиме и ќе му се радуваме, со тоа што прво ќе се понижиме, или ќе го одбиеме и ќе кажеме ми се допаѓа Христос, и тоа не држи на страната која нема ништо. За жал. И ако смеам да кажам, подобро е бидете непријатели Христови, отколку да зборувате само супер си е човекот, ама не интересира. Оти не беше само човек, беше Бог. Ние немаме друг избор и мора едното или другото да го прифатиме. Нека Бог ни даде стварно, овој Божик, ако не порано, или кога ќе се слуша оваа проповед онлайн, да може да го направиме правилниот избор кој не го направил. Јас сум го направил за себе, а за другите, секој си има сам да си каже. Амин.